Фирмите што прават откуп од физички лица треба го прават тоа во материјална евиденција, во влез, со документ откупна белешка. И прават откуп од физички лица. За овој откуп треба овој откуп, вкупниот износ тоа е 2210, да го платат преку ЕПДД, во кој ќе се вкалкулира и персонален данок. Пошто овој персонален данок е на некој начин зависен трошок, добро е овој персонален данок да се вметне во самиот влез и магацинот, задолжувањето на магацинот да се направи по цена зголемена за персоналниот данок. Значи не по откупените цени кои ќе се плаќат на добавувачот, на физичкото лице, туку овие цени да се зголемат за вредноста на персоналниот данок. Во самиот влез, на крајот од рубриките, може да се послужиме со стрелката десно, одиме откуп и вели вака: оваа откупна белешка има вредност 2210. Ако е со додаден персонален данок од 2210 станува 2364. Со клик на додај персонален, автоматски се зголемува персоналниот данок, се додава персоналниот данок и сега новите цени не се 2,5, туку се 2,6742 или место 3, 3,2091. Ако сме направиле грешка, можеме да се вратиме назад. Одземе персонален. Се враќаме назад. Пак ќе додадеме персонален. Сега, ова кога сме го направиле, можеме веднаш оваа ставка да ја префрлиме во ЕПДД, пошто е веќе додаден персоналниот данок, овие веќе се бруто вредности и можеме ЕПДД во бруто. Ако не беа додадени, треба да кликнеме ЕПДД во нето. И имаме опции горе, дали во нов ЕПДД или во, ако сакаме да додаваме повеќе белешки наеднаш, во тековен ЕПДД или во последниот. Значи тоа се опции кои се на избор. Најчесто ќе се користи ова во нов ЕПДД. Ќе кликнам овде ЕПДД во бруто. Ќе кликнам на знакчето да ми се отвори ЕПДД и еве ја оваа нова исплата. И вели вака: еве ја фирмата, лицето и вредност нето и бруто. За ова може да имаме и веднаш и книжење, значи ова директно оди во приходи 131. И можеме ова да си го контираме. Со тоа што, ако примениме оваа шема од екранот, значи веднаш да го задолжиме магацинот за сировини, ќе ни се контират магацинот, физичкото лице, даноци нема и персоналниот данок. Значи можеме со неколку клика да си исконтираме, да направиме и ЕПДД и контирање, во кој ќе бидат вклучени сите елементи. Добро би било овој налог, овде што ќе оставиме, истиот налог да биде и во документот. Бидејќи од овде нема да го правиме книжењето, туку книжењето ќе правиме од ЕПДД.